27-годишниот Јосиф Мешевски од Гостивар има ретка болест на кожата која напаѓа 1 на 200.000 лица. Јосиф е магистар по фармација. Една од причините зошто решил да студира токму фармација е бидејќи се надева дека еден ден ќе се најде леки за неговата болест и дека можеби токму тој ќе даде свој придонес во тоа. Јосиф е се уште невработен, вели дека како човек со ретка болест се чувствува дискриминиран. Од мој личен аспект сметам дека има дискриминација, значи не станува збор само за мојата здравствена состојба, мислам дека лицата со ретки болести во некој аспект се дискриминирани бидејќи некои лица мора да го примат да ја примат терапијата во одреден во точно временски период. Можеби тие се тогаш на работа, значи тие мора да присуствуваат на работа. Например децата кои што се во школа, например и они мора да го примат во точно одреден период и тие мора да бидат ослободувани од часовите, така да малце треба да се земе во предвид во врска со оваа група на пациенти. Најважно за нас е редовната терапија, значи да време се објавуваат тие тендери, да не се доцни, зашто имаме искуство лошо, кај некои пациенти терапијата доцни, а знаете кога се работи за терапија, па не само за ретки болести, за било која болест, има лекови кои што мора редовно да се примаат и без нив човекот не може да живее. Некој навистина не може да живее, некој не може квалитетно да живее, му се намалува квалитетот на животот, така да сето она што го правиме во таа насока. Постојното законодавство во Македонија речиси не ги опфаќа пациентите со ретки болести. Поимот ретка болест не е дефиниран експлицитно ниту во еден закон, а тоа сериозно се одразува на третманот на ретките болести, што честопати е несоодветно адресиран од страна на релевантните државни институции, како што се дијагностика, третман и контрола на болеста. Има многу за поправање во оваа држава во однос на експертизата, стручноста, достапните реагенси за испитување апарати и така натаму. Да, што би придонело до брза дијагностика. Меѓутоа, во случај кога ова не постои, кога нема доволно услови, државата мора да понуди некој алтернативно решение. Во Србија неодамна, да речам, се донесе тој Зоин закон, каде доколку во рок од 6 месеци не се постави дијагноза во државата, пациентот се испраќа на се испраќа во станство каде таа дијагноза би можела да се воспостави. Друга алтернатива може да биде дека доколку во државните институции нема услови за дијагноза, можеби има приватна институција во Македонија која може тоа да го направи. Значи треба да се истражат убаво можностите. Единствен акт со кој се регулирани дел од аспектите што ги засегаат овие пациенти е програмата за ретки болести, но и покрај тоа пациентите се соочуваат со голем број на недостатоци во имплементацијата, како што се несоодветно планирање набавки за ново дијагностицирани, делумна терапија наспроти пропишаните протоколи, сомнителен квалитет на набавените лекови поради цената како главен критериум во тендерот и многу други проблеми кои што се наведени во најновото истражување спроведено од Здруженијето Вилсон. Здруженијата на пациенти го посочуваат усвојувањето на така наречена национална стратегија за ретки болести како прв и исклучително важен чекор во подобрувањето на третманот на овие пациенти. Во земјава официјална бројка на лица со ретки болести нема, иако се претпоставува дека таа изнесува околу 400 пациенти со 60 различни дијагнози.